Некои од клучните фрази на оваа деценија, како небинарни и андрогини, беа представени на годинешнава модна недела во Њујорк. Кога размислувате за облеката, не мора да биде наменета за одреден пол. Иако носам машка облека, се чувствувам многу удобно да носам здолниште или фустан. Дизајнерите исто така гледаат наназад, црпејќи инспирација од 1990-тите. Модниот дизајнер Николас Раевски чувствува носталгија за неговата младост и стиловите кои тогаш биле популарни. Мислам дека се работи за преземање ризик и наоѓање нешто ново. Ако ризикувате кога дизајнирате облека, ќе добиете поголема награда. Булан е млад моден дизајнер од Тајланд, кој стана нова звезда на модната недела во Њујорк. Тој работи со конец, а за да ја заврши најновата колекција, му требале околу 2 години. Својата работа ја посвети на луѓето со психолошки проблеми и депресија. Ги користам боите за да ја маскирам тагата, затоа што ви гарантирам дека има луѓе што минуваат низ тоа без другите да бидат свесни за тоа. Тука улога добиваат боите. Нова колекција направи дизајнерката од Сибир Марија Казакова Тамбура. Таа со години живее во Њујорк и тесно соработува со Пума и Сваровски на низа проекти. Самая главная задача нашего бренда – это возрождение. Главната цел на нашиот бренд е да ги оживее различните светски занаети и културни вредности. Сакаме да видиме како луѓето носат убави тканини за кои нашите предци трошеле многу време за да ги изработат. Сакаме младите да се сеќаваат на нивната вредност. Има и еколошки момент, со акцент на рециклирање, надградба и користење на материјалите оставени од постарите колекции. Исто така се фокусира на традиционалните занаети и уникатните национални стилови. Годинава на модната недела во Њујорк учествуваа над 70 модни компании.